Премиерот Ковачевски не гледа ништо скандалозно во вчерашното арогантно однесување на неговиот министер Фатмир Битики, ниту пак во својот одговор на новинарското прашање, а кое се однесуваше на нивниот коалициски партнер ДУИ како партија, но никако не и на албанците како етникум, а кое премиерот го оцени како некоректно, популистичко, ксенофобично, па дури и фашисоидно. Сепак, ова не беше доволно за премиерот да се извини. Сметам дека министерот Битичи добро постапи и го поддржувам во тоа што го направи, затоа што Фатмир Битичи е албанец. Меѓутоа, Фатмир Битичи е во исто време и вице-премиер на владата, кој што е предложен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тој е мој вице-премиер. Меѓутоа, Фатмир Битичи не е вице-премиер затоа што е албанец. И сметам дека поставување на прашање дека било кој припадник на било која етничка заедница дали може да обавува одредена функција е некоректно. Премиерот Ковачевски, одговорајќи на прашањата на Алфа, денеска се обидуваше да се испере дека неговиот вчерашен одговор не бил насочен кон новинарот или кон било кој медиум, туку бил насочен кон темата што била поставена, при тоа префрлајќи ја вината кај делувањето на опозицијските политички партии. Единствена агенда во моментов им е ширење на тензии на национална основа, кое што го прават на секојдневна основа, кое што исто така сметам дека ги става во прилично непријатна ситуација и медиумите, со оглед на тоа дека мора постојано да тие нормално ќе известуваат за се она што е кажано од страна на политичките партии. И додека целата јавност се крена на нозе, вклучително и еснавските новинарски здруженија, кои дури побараа со вчерашниот скандал да се позанимава и обвинителството, бидејќи ова не е прв пат високи членови на оваа влада да се однесуваат арогантно и непрофесионално кон новинарите, премиерот Ковачевски, иако директно беше запрашан дали ќе се извини на телевизија Алфа, тој со ништо не наговести дека има таква намера.